Специјалното јавно обвинителство денеска соопшти дека отвора 4 финансиски и даночни истраги против 4 лица, а во следните денови ќе биде поднесен и обвинителен акт за случајот Транспортер, каде прво обвинет е градоначалникот на Битола. 2 истраги под кодно име Табла и 300 се за злоупотреба на службена положба, додека другите 2, Тотал и Тифани, се за даночно затајување. За ВМРО ДПМН ова е дефокусирање од тиранската платформа. По 3 дена преговори за Комисијата за избори и именувања договорено е председателското место да го има ВМРО ДПМН, а на чело на комисијата да биде Илија Димовски. Со ова се отвора можноста конститутивната собраниска седница да продолжи во понеделник, кога треба да се избере собранискиот спикер. Оливер Спасовски од СДСМ вели дека го прифатиле неразумното барање од ВМРО ДПМН за да се спречи државата да биде заложник на некој политичар или политичка партија. Исламската држава соопшти дека стои зад вчерашниот напад во Лондон во кој загинаа 4 лица, а десетици беа ранети. Тој е војник на Исламската држава и операцијата беше водена како одговор на повикот да се удира во земјите на меѓународната антиџихадистичка коалиција, напиша АМАК, агенцијата за пропаганда на терористичката група Исламска држава. 7 лица се уапсени во рацијата на британската полиција во Бирмингем.